се спроведува колективно купување во Македонија и тоа оваа кампања за почеток опфаќа колективно купување на клима уреди, но доколку биде успешна, веројатно дека ќе се размислува и за колективно купување и на други апарати или извори за енергија и мерки за енергетска ефикасност кои што треба да ги спроведеме во нашите домаќинства и во земја. Така ли сите се трудиме некако да заштедиме, се повеќе се зборува за штедењето на електричната енергија и да заштедиме малку повеќе парички, така ли. Ја имам на гости Мартина Грнчаревска, која што е правен советник, правен советник во Организација за потрошувачи. Малку повеќе ќе зборуваме на оваа тема. Мартина, добре ни дојде. Добро ве најдови, благодарам за поканата. Пред да се префрлам на колективното купување како такво и оваа кампања која што спроведувате, чисто само да потпрашам какви дојави има, како се борите со сите, каква е гужвата што се несува до жалбите на луѓето и потрошувачите во земјава, овој период, на што повеќе се жалат? Да, па има постојано потрошувачите жалби. Се жалат стандардно на купување производи, проблеми со гаранција, сервисирање, онлайн продажбата, високи цени на прехранбени продукти кои што е сега актуелно, буквално може да кажам во секој сегмент. Поплаките се тука, ние сме се тука за потрошувачите да колку што можеме повеќе да им помогнеме. Успевате да се справите? Па успеваме. Реагирате? Да, реагираме. Во последно време имавме некои успешни решавања на некои поспецифични проблеми што можам да кажам дека никако успееме да се избориме со тоа. Да, се повеќе такви проблеми, се повеќе луѓето имаат проблеми како потрошувачи, но во секој случај тука сте да ви се обратат и заеднички да ги решите и реагирате онаму каде што треба. Ова беше чисто само потсетување за нашите гледачи дека и тоа право си го имаат. И сега да се насочиме на оваа кампања која што спроведувате, интересна кампања која што би требало да им ја доближиме на гледачите, па и доколку сите оние кои што планираат, стартувавте кампањата, стартуваше со колективно купување на клима уреди, но тоа не значи дека и други апарати нема да се купуваат понатаму. Сега да видиме пробно што се случува и како се случува. Така што, ајде прво што значи колективното купување, прво да им објасниме на нашите гледачи. Да, вака за прв пат кај нас во нашата земја се организира колективно купување, тоа е новитет за потрошувачите. Ние се одлучивме за колективно купување на инвертер клима уреди, односно високо квалитетни енергетски клима уреди, кои што може би се по повисока цена, но сепак се енергетски ефикасни. И сега оваа кампања се спроведува во рамки на проектот ClearX, кој што е Horizon 2020, се спроведува од Европска унија. Целта е токму тоа да се соберат што повеќе потрошувачи, да се понуди високо квалитетен клима уред, а ние како организација на потрошувачи да успееме со добавувачите да договориме најдобри можни услови за потрошувачите да го купат тој уред, односно да купат високо квалитетен енергетски клима уред по поволни услови. Дали тоа ќе биде поголем попуст, бесплатна монтажа, сето тоа ќе се договори со добавувачот и сметаме дека ова ќе биде многу корисно за потрошувачите, бидејќи на овој начин тие купувајќи преку колективното купување, освен тоа што ќе добијат добри услови, ќе имаат можност да квалитетна инсталација, ќе имаат можност понатаму добавувачот повеќе да ги проверени добавувачи со искуство во работата и да бидат сигурни и во монтажата, и во уредот, и во гаранцијата на уредот. Што моди од кај вас, значи тоа треба се да биде проверено. Да, она што ме интересира е кампањата кај нас прв пат се спроведува, но се спроведува и во Источна Европа, да споменеме и во Бугарија, и во Кипар веќе, и Литванија, и Македонија, и Словачка, и Словенија. Ние се одлучуваме за клима уреди, да стартуваме со таков тип на кампања. Другите земји на што се насочени? Па дел од земјите исто одбраат клима уреди, дел од земјите одбраат фотоволтаични системи, машини со топлотни пумпи, бидејќи кај нив се веќе тие поразвини, кај нас се уште немаме толков пазар за тој сегмент и затоа ние се одлучивме за инвертер клима уреди, бидејќи сметаме дека кај нас веќе потрошувачите почнаа да го користат тој начин на грејење со инвертер клима уреди. Сега сите овие земји се заеднички со нас во проектот, а тоа го
спроведува Европската организација на потрошувачи БЕУ, каде што сме и ние членки, и заеднички сега се обидуваме некако покрај продажбата, нели, на колективното купување, да ги едуцираме и потрошувачите за енергетската ефикасност, колку е таа важна всушност. Да, во секој случај и сите некако сме заинтересирани, нели? И се повеќе се зборува за таа енергетска ефикасност и ќе се повторам како во најавата, зашто повеќе штедење преку апаратите и одбирање баш на апарати кои што не користат многу електрична енергија. Може би малку порано требаше да биде оваа кампања кога и општините, нели, има субвенции за клима уреди, па голем дел од домаќинствата, нели, веќе се насочија на посебно кога, нели, ја имаме и кризата, посебно оваа година на електрична енергија, нели, така што некако сите се решава за да заштедат купувајќи инвертор клима уреди. Да, токму така, но каква е бројката, одзивот, нели, со оглед на тоа дека веќе зимата ни поминува, но во секој случај не се размислува, нели, треба и оние кои што се уште не си купиле клима уред или имаат стар клима уред, сигурно размислуваат дека ќе им треба таа и за летниот период и за зимскиот. Да, токму, нели, клима уредот има две функции, за лето и за зима. Ние, нели, во рамки на спроведување на овој проект, нели, успеавме оваа година тоа да го организираме. Се надеваме дека повторно општините ќе даваат субвенции, нели, бидејќи сега има потрошувачи кои што не успеале да добијат субвенција, не купиле оваа година. Може ли тоа да се врзе некако со општините или искомуницирано ли е со општините во смисла, нели, тие кампањи и субвенции кои што ги даваат. Ете, нешто се размислува се и за фотоволтаици, нели, така натаму, а во склоп на оваа следна кампања, верувам се размислува и кај вас за фотоволтаиците. Да, ние на почетокот на спроведување на проектот имавме, нели, средби со општините, настани каде што токму укажавме на ова, разговаравме за проектот и сега се надеваме дека и во општините ќе дадат одредени субвенции, дали не само, нели, во Скопје, туку тоа ќе се случува на регионално ниво и другите општини, така да потрошувачите да имаат можност да се купат инвертер клима уред. Со тоа што, нели, тие субвенции ќе бидат за високо квалитетни енергетски клима уреди, нема да бидат, нели, за обични, бидејќи целта е токму таа, да се купи и да се заштеди електрична енергија. Да, и да се купат добри апарати, нормално. Ајде повторно да се вратиме на оваа актуелна кампања и на луѓето, нели, да им објасниме како може да се вклучат, на кој начин и се разбира сите оние кои што сакаат да аплицираат, се разбира како тоа да го направат? Значи, секој потрошувач може да се најпрво потребно да се регистрира на платформата колективнокупување.мк. Значи тоа треба да го запомнат. Да. Колективнокупување.мк. Да. Доколку имаат некаков проблем или не знаат, слободно нека се јават на 3170 888. Секој работен ден од 8 до 8 часот и во сабота од 9 до 14 часот може да се јават на контакт бројот, да им помогне за регистрација, доколку имаат некаков проблем, да ги води во процесот на регистрација. При самото регистрирање добиваат повратен мејл и до 10 април трае можноста за регистрација. Не е исклучена и понатаму, може да се регистрираат и после тоа, но веќе на 11 април сите што се регистрирале на својот мејл ќе добијат понуда на инвертер клима уреди кои што сме ги одбрале. Таа понуда не е обврзувачка и самата регистрација не е обврзувачка, ниту се наплаќа, значи, доколку си влезете, се регистрирате, нели, оставите податоци и така натаму, ги пополните сите тие формулари кои што треба, односно сите полиња, нели, кои што треба да се пополнат, не значи дека вие морате дека дали ќе купите клима и така натаму и дека таа понуда што ќе ви стигне на мејл треба да ја реализирате. Значи вие можете само пробно да видите што како, односно да учествувате и во анкета. Верувам дека сите тие информации добро ќе дојдат. Да, добро ќе дојдат, бидејќи со самата регистрација не е само и целта да се купи, туку целта е да се едуцираат. На кога ќе се регистрираат на платформата имаат можност да прочитаат многу брошури кои што се ставени. Например, имаме направено од експерти во енергетика, професори, брошури за разлика помеѓу инвертер клима и електричен уред, која е разликата, на кој начин да ја употребуваме инвертер климата, како да ја чистиме, например во лето на колку степени е најдобро да се пушта, во зима на колку. Значи тоа се многу корисни информации кои што буквално не ве обврзуваат. Не е само целта да се учествува во колективното, туку може да се едуцираат. Имаат и калкулатор кој што го направи ОПМ исто од експерти. Тоа е калкулатор за да пресметаат потребната мокност на инвертер клима уред. Доколку сте во двоумица колкава мокност да купите, дали 2,5, 3,5, 5,5 клима уред,
На тој калкулатор ќе си пресметате согласно вашата просторија, вашиот дом и се добиваат информации. Сето тоа е бесплатно, слободно нека се регистрираат, немаат обврска да го купат уредот и секако доколку имаат определени прашања, слободно нека не контактираат. Каков е одзивот до сега? Колку сте задоволни од одзивот? Да, до сега се пријави околу 400 потрошувачи кои што се регистрираа, што не за нас е добра бројка, бидејќи ова е прв пат се случува кај нас потрошувачите се малку во двумисла што е, како е, дали да се регистрирам. Добро, и ново е. Да, сега да, кампањата ново е. преку ваков начин треба да има доближиме на граѓаните. И затоа и ги повикуваме слободно нека се регистрираат, не се обврзуваат, не се наплаќа, може само да добијат корисни информации и во иднина доколку се согласат ние како организација да им праќаме одредени информативни материјали, брошури со цел поголема едукација. И не само тоа, и да се регистрираат доколку сакаат да купат поевтина клима, целта е тоа. Да, поевтина клима, високо квалитетна, не кажуваме дека тоа ќе биде нешто екстремно ефтино, но ќе биде квалитетен климауред кој што во продавница ќе биде по повисока цена, а оние ќе го купат со пониска цена, поевтина. Имате ограничена бројка на колку луѓе можат да аплицираат, да речеме во... Не, сега за сега нема, но сепак доколку нели се биде преголема бројката и се ограничени за лихите, за тоа ќе бидат известени, затоа и ги повикуваме што побрзо да аплицираат. И сега завршува, нели, повикот, да аплицираат луѓето, рековме до 11, речем. До 10 април. 10 може да се прима до 11. Да, може и понатаму, да. После тоа вашата задача која е? Од кога ќе се пријават, тогаш пристапувате кон барање на компанија која што нели ќе даде добра понуда, од каде да се набават климите и каков тип на клими, или тоа го правите тековно? Тоа го правиме тековно, веќе сме во нели во комуникација и веќе можеби да кажеме. Собирате веројатно понуди од сите, па после да се одбере. Гледаме кој ќе понуди најдобри услови, преговараме со нив и затоа нашата цел колку сме повеќе, толку е подобро. Нели таа е целта на проектот, колку повеќе потрошувачи се пријават, толку е поголема нашата моќ да можеме да преговараме, да земеме подобри услови. Дали тоа ќе биде 10-20% попуст на климауредот, бесплатна монтажа, сето тоа е Вие финансиски учествувате во нешто, да речеме, во некакво покривање на средства или тоа е оставено на компанијата која што само одредува попуст или бенефиции? Самата компанија одредува колкав попуст ќе даде, дали ќе даде бесплатна монтажа и кои услови, тоа го одредува компанијата, но ние сме во преговарачка моќ од тој аспект да добиеме подобри услови. А може ли на крајот да речеме да се одберат неколку компании со различни услови? И да речеме јас како нели заинтересиран да можам да се одберам дали повеќе ми одговара монтажата да ми биде гратис, дали климата по поевтина цена, можеби си имам ја монтажер, нели, кој што може да гратис да ми намести и така натаму. Да, може и тоа може да се. Може ли такви услови да може и такви услови. И такви услови ќе видиме која компанија ќе ги понуди инвертер клима уредите, бидејќи овие не се обични инвертер клима уреди или така што ние ги бараме, туку тие се веќе тестирани од ICRT. Тоа е Европска лабораторија за тестирање, значи независна, каде што се тестирани сите уреди и се добиени определени бодови и оценка. И сега согласно тоа ние гледаме кои тие уреди ги има на нашиот пазар и кој продавач ги нуди. Бидејќи нели колку има подобри бодови, толку е поенергетски ефикасна. Слободно тој што ќе се регистрира може да ги погледне тестовите на таа платформа и доколку не сака на пример да го купи уредот што ние го нудиме, сака некој друг што гледа дека има добри бодови, може да се го купи, значи информативно да се информира за тоа. Ама па нема да добие толку бенефиции. Да, нема да добие толку. Групава голема. Групата, да. Голема е сега и целта е таа самиот продавач да им ги понатаму да ги зачитува потрошувачките права во однос на гаранција, сервисирање, да биде тука достапен, бидејќи знаеме дека голем проблем во последно време се јавува и со сервисирањето. А посебно вие знаете. Да. И тоа е голем проблем, така да таа е всушност целта некако. Вака сега рековте одредени клима уреди, нели, одбрани кои што се смета дека се најенергетски ефикасни. Одите на варијанта оние кои што се достапни во нашата земја, претходно собрани информации што се нуди од на нашиот пазар или конкретно добивате нели од надвор спецификации, па бараме тука дали некој ги нуди, па ако не ги нуди да може ли од надвор да речеме некакви понуди? Не, само Македонија. Ние имаме таа листата што ја кажав што може да видите потрошувачите со над 50 тестирани клима уреди. Таа листа е направена со купување на производи и ние учествувавме со купување на 2 клима уреди, сите потрошувачки организации се праќаат во Европската лабораторија ICRT, која што ги тестира. Тоа се релевантни тестирања буквално со сите стандарди, дури поголеми од ISO стандарди.
стандардите и добиваат определени бодови. И сега ние согласно тие бодови утврдивме кои клима уреди со највисоки бодови ги има кај нас, бидејќи ги нема сите на нашиот пазар. Целта нели наш потрошувач тука да купи од А и нашиот бизнес да се развива, веројатно, така нели, така на тоа се размислува. Да ги имаат условите за сервисирање и монтажа, бидејќи нели ако си изберете сопствена монтажа, после ги немате оние права од гаранција и сервисирање. Затоа ние баравме ќе побараме, односно се уште сме во тек, еден добавач кој ќе ги понуди сите овие добри услови и ги има тие најквалитетни клима уреди од таа листа. Да. Онлайн купувањето ни е во подем, веројатно и луѓево нели користејќи ги и веб страните за онлайн купување, веќе им се јасни нели сите тие работи кои што треба исследуваат во пополнување и се она што го бараат и веројатно во тој дел нели се повеќе луѓе можат да аплицираат на вашата страна. Јасна, имавме можност да погледнеме инсерти, нели уште еднаш ќе повториме колективнокупување.mk, за таа страница зборуваме, нели каде што можете да се информирате многу по-детално. Сите информации рековме достапни, но и да се пополни оној формулар кој што нели понатаму би ви донел можеби клима по поевтини цени. И верувам дека ќе биде успешно со тоа што треба нели на луѓето само да малку да им се подобјасни како сето тоа функционира. Од една страна, од друга страна и да дознаат што повеќе луѓе. Верувам дека после оваа прва кампања и доколку се продолжи и биде успешно, ќе се продолжи и со следни кампањи, па на луѓето уште по-лесно ќе им биде и веќе ќе ја знаат веб страницата дека можат да аплицираат за нешто. Сега во која насока се плановите и што да си планира секое домаќинство, дека можеби треба малку да почека за да се вклучи во некоја следна кампања околу купување на некој следен уред или нешто? Да, за сега не сме планирали или кој би бил следниот уред. Но какви се, да речеме, плановите? Да, доколку би било успешно, може би било да лева да кажеме на некој, не знам, како што се други видими, фотоволтаични системи, машини со топлотни пумпи, нешто што гледаме дека веќе почнува на пазарот, да, и е со енергетска ефикасност, нели со инвертер мотори. А дали се размислува да речеме и можеби поуспешно ќе биде повеќе уреди во таа платформа да се вметнат, за да ако мене не ми треба клима уред, а ми треба топлотна пумпа, нели сепак јас да бидам и да се собере многу повеќе луѓе, потрошувачи, купувачи кои што би аплицирале. Да, можеби се размислували во тој дел да се развива таа страница? Да, може би на таа варијанта, нели се зависи од тоа каква ќе биде сега од да не чекам сега нели додека помине кампањава, може сакам фотоволтаици за во викендица, ама треба да чекам можеби за една година дека тоа ќе биде можеби. Па да, доколку би имало кампања секој тоа би било да кажеме наредната година, нема да е сега, зашто нели оваа кампања ќе трае до крај на месец мај е пријавувањето, целото пријавување, понудата и купувањето, така да еве може да кажеме дека еве би размислувале да кажеме следната година, но се тоа зависи од условите, како ќе се оваа кампања. И од граѓаните, како ќе биде одзивот и барањата нивни, тие се главните, така. Тоа е тоа. Да, многу идеи падна, но се надевам дека сето тоа ќе биде за доброто на нас, нели сите нас општо. Ти благодарам многу, успех, одлична е кампањата и верувам дека им подобјаснивме на луѓето, колективнокупување.mk, ајде колективно да се здружиме, заедно можеме повеќе на попуст да купиме. Така е, да. Фала ти што. Ви благодарам на поканата.